Александра, Да. ти мене ми изигруваш дека си многу силна, а всушност си едно многу кревко суштество. Што ти се случува последниве 2-3 дена? Па, јас у принцип никогаш не сум била во толку подолг период одделена од моите дома. И иако имам 26 години, сум приврзана за нив и не сум се одделувала толку на подолг период. И имам криза, јас сум човек кој што ја сака природата и сакам да бидам навр, сакам да бидам слободна. Таков е мојот карактер и многу често ме фаќаат кризи овде. Па и последниве денови. Веќе еве почнаа и сврлувањата и тоа дополнително ми додава. Така да не е воопшто лесно како што мислев дека ќе биде. Што најмногу ти недостасува? Од надвор? Па знаете како највише можеби ми недостасуваат многу работи, меѓутоа највише ми недостасува она утро кога ќе станам од Сабајле. Баба ми го направила појадокот, па ќе седнеме со мајка ми да пиеме кафе, па ќе запалиме цигара, па ќе си правиме муабет, онака што било како било. Таа семена топлина многу ми недостасува, пошто кај нас дома, фала му на Бог, ја има секогаш. И можам да кажам дека кафињата со мајка ми многу ми недостасуваат, иако поради начинот и темпото на живот во последно време некако почна тоа да се изречува, што многу ми е жал. Знаете, сите се нели кој на работа, кој и онака поред кој е тоа, за жал. Велиш имаш семена атмосфера, имаш една идеална приказна, сега ми раскажа. А од друга страна, ти ми спомна дека имаш некои панични напади кои што не можеш да ги контролираш. Да. Па тешко ми е навистина кога ќе почнам да зборувам на таа тема. Ги добив првпат на 18. На 18. На 18 години, некаде кога бев баш 4-та година сред кога бев матуранка. Меѓутоа, веројатно не обратив онака голема пажња на тоа и само од се помина. Успеав некако да исконтролирам. Се задишуваш брзо? Да. Почнува да ти се потат рацете? Да. И таа анксиозност ми се појави повторно пред 2,5 години. Морам да кажам дека за тоа не знаеше никој, освен моите родители и некој од друштвото. И сега овде се најдов во ситуација да ми се јави желба да се отворам и да раскажам за тоа, затоа што мислам дека вреди да се чуе. За да помогнеш на За да другите, помогнам на да другите. пратиш пораката. Да, за да помогнам на другите, затоа што знам колку е тоа тешко. Опиши ми една ситуација. Па пример, не сум имала ноќи кога не сум можела ми било страв да ги затворам очите и да заспиам, плашејќи се дека ќе ми се случи нешто и дека нема да станам Сабајле. И тоа е многу страшно. Значи, навистина многу страшно. Оној просто не се опишува со зборови. Оној кој што го доживува, само тој знае како е. Да бидеш дел од тој страв, поготово со оваа професија, да речеме, која што ние сме ја одбрали, тоест јас сум ја одбрала. Буквално ми се дешавале такви паники на сред свирка, па и на фестивали кога сум идела, и е ужасно тешко. И она што морам да го кажам за да им помогнам на другите е да се обратат на психолог или психијатар, бидејќи мене ми е навистина жал кога знам дека младите се срамат да го направат тоа, мислејќи дека ќе бидат нарекувани луди или не знам што, и се повеќе и повеќе тонат сами во себе. И така да јас сакам да им кажам да се обратат таму кај што треба, да се има стручњаци за тоа,
И бидејќи сами тоа не можат да го преборат колку и да сакаат. Зашто најчесто плачеш? Оф. Јас сум, мене ме знаат како плачка. Многу плачам. Емотивна сум и плачам онака за не за светото воопшто. Пример, ми се дешавало да сум дома. Јас имам мачар и многу ги сакам животните. Немам доволно простор, меѓутоа кога би имала голема куќа со голем двор би чувала, не знам, секакви животни. И имам мачар дома. И онака буквално ми се случувало да седам и да го гледам и да размислам колку се они невини во поглед на нас. И колку се искрени. Александра, кога би имала 2 минути, а пред тебе има бездна, што би си кажала за тие 2 минути за самата себе? Би си кажала дека иако сакав, не направив доволно работи кои што сум ги замислила и кои што сум сакала да ги направам. Од што зависи тоа? Па веројатно најмногу од самата себе си. Нормално има влијание и средината, меѓутоа најмногу од самата себе. Имаш дечко? Да. Да. Колку време сте заедно? Па не сме толку време заедно, некои 3 месеци. Потивко таму? Некои 3 месеци сме заедно. 3 месеци? Тоа е во Кавадарци? Да. Да. Ти недостасува? Па да, ми недостасува. Што би му рекла да го видиш? Не знам што би му рекла, но сигурно прво би го гушнала. Затоа што ми фали неговата позитивност. Најмногу. Зошто почна да се бавиш со музика, знаеш? Многу се тешки, изгледаат многу лесни прашања, но се доста тешки. Па веројатно за да го исфрлам од себе си тој бес кој што го чувствувам цел свој живот, бидејќи иако сум навидом позитивна личност, сум секогаш... Имаш ли своја тажна приказна? Па да. Која е твојата тажна приказна? Многу ми е жал што морам да зборувам на таа тема. Јас нема да никого конкретно да наведувам, меѓутоа бев многу заљубена. Имав многу долга врска. Бев многу заљубена. Тоа беше човекот со кој што мислев дека ќе бидам цел мој живот. И буквално во еден момент се што градевме и што постоеше се сруши онака во... Зошто? Тој се почна да се гледа со друга девојка. И се тоа што градевме се сруши онака во рок од 5 месеци, немаше, мислам дека ни толку. Тој се ожени. И морав јас да... Моите очи мора да го видат сето тоа. Како човекот кој што толку многу сум сакала е со друга, како создава семејство со неа. И тоа буквално во многу краток период. И сега, кога гледам на тоа, не ми изгледа тоа толку тажно. Меѓутоа само јас знам колку во тие моменти бев тажна. И колку тогаш ствари сватив дека светот е суров. И дека без разлика на тоа колку ти е човек близок, во еден момент може да се претвори буквално во
во некој сосема друг. Друг. Тоа значи дека си огледала онака како што ти си сакала да го видиш, тој секогаш бил таков душ. Но твојата диоптрија веројатно посакувала нешто многу поинако. Веројатно. Ти сакала да видиш идеална прилика, идеален маж. И на крај тој истиот те повредил, така? Сега, јас мислам дека ти и пееш за него. Па не, искрено не. Искрено не сакам да звучува како нешто што се уште ми фали во животот. Кога беше ова? Па, мислам дека има од тогаш 3-4 години поминато. Не е тоа нешто што се уште ми фали во животот. Но сега Зошто? морам ова да го кажам. Ајде. Јас се надевам дека никој нема да ми замери. Се најдов на ситуација да истиот тој човек ми каже дека не ме гледа како пеачка, дека не сум јас за оваа работа, дека никогаш нема да бидам пеачка, и дека најдобро ми е да заборавам на тој сон. Тоа ти каже кога бевте заедно? Да. И ти го сакаше? Па да. И после тоа и кога ти го кажа, сето ова ти пак го сакаше, ја? Да. Но бев лута. Бев песна. И еве ме сега тука. Не мислиш дека ова го правиш од еден пркос, некому нешто да покажеш, прво самата себе си претпоставувам, а потоа на некој таму? Па можеби. Можеби. Не од пркост, јас ова пред се ја сакам музиката и сакам да пеам. Но многу го чувството кога луѓето не верувале во тебе. И сега си тука и им покажуваш уствари дека ти го можеш тоа. Тоа е најубавото чувство на цел свет. Кога сега би седнал тука, караше тебе, што би му рекла? Можеш и со рефрен од песна. Немам против. Штом сакаш, лесно можеш да поместиш карпа и од просјак стануваш крал, кога срце си дал, брзо глава се губи. Штом сакаш, одиш напред тешко. Мислиш дека постои само една единствена љубов во животот? Не. Не? А зашто тоа така се однесуваш како да постои само една љубов? Јас знам дека не постои само една љубов. И морам да кажам дека има луѓе кои што воопшто не ме познаваат и се со мене многу краток период. Меѓутоа, за тој краток период ми дале толку многу работи кои што луѓе кои што биле со мене подолго не успеале да ми ги дадат. И затоа верувам во љубов. Сум била милион пати скршена, онака сум била баш на дното. Милион неспиени ноќи. Александра, ти ми кажа дека, освен тоа што имаш, нели, panic attacks и бла, ти си на терапија. Јас кам мене едно да ми ветиш. Дека ќе ги откачиш антидепресивите. Дека тие тебе те контролираат, не ти нив. Знам колку тоа треба да го направам, сум свесна. И онака постојано сум лута сама на себе. Сум лута сама на себе дека сум толку слаба на некој начин што морам да се придржувам до некој си апчиња.
уште полута сум на целиот свет и на луѓето кои што имаат многу погрешно мислење, што не сум сакала никогаш некој кој што е во моја ситуација да доживее коментариот тип дека тој е ненормален или лудак. Не. Па знаеш зашто ти кажам? Тие антидепресиви се материјал во твојот организам што после требаат на организмот од 6 месеци до една и пол година за да се исчистат, знаеш. Затоа што тие не ги раствара јетрата, туку се таложат под срцето и над јетрата и не се раствараат. Значи ти треба многу долг период органски да го исчистиш тоа, да не зборуваме психолошкиот момент по потегнување на чето, знаеш. По тие причини треба можеби овој извонреден период да се натераш себе си, тоа повеќе да не го правиш. Јас пробав еднаш. Пробав со друг метод и почнав да ги откажувам. И тоа беа најужасните 2 недели во мојот живот, кога морав да ги откажам лекарството. И тогаш тоа беше уствари периодот кога бев тотално лута на самата себе си, затоа што тогаш сватив уствари колку сум слаба. И ужасно е тешко од една страна да го работиш ова со музиката, со пеењето, а од друга страна да имаш стравови, анксиозности, панични напади. Затоа музиката ќе ти биде алатка со која што ќе се справуваш со сите твои искушенија, неправди, неправилности, со своите среќи и несреќи, со своите демони. Музиката ќе ти биде опуштање. И затоа мислам дека треба да пробаш и да си дадеш уште една шанса. Веројатно се откажуваш многу лесно. Па можеби. Нели? Дека треба да си дадеш уште една шанса, самата да си зададеш дека окей, ова вака ќе биде, јас тоа ќе го прескокнам и ќе бидам подобар човек. Знаете како? Можеби сум лута на многу работи во животот, затоа што буквално од 16 години почнав да се работувам сама со себе. И тоа од пеење, идев по свирки за викенди. И кога моите соученици, другари, другарки онака спија навечер и са бајле стануваа свежи за на школа, ја пример од свирка се доаѓав во 5, па идев на школа од 7. И некако уште мала, уште многу мала, морав да се соочувам со, да речеме, безобразлукот на светот, да го наречем така. Сум била во многу лоши ситуации и потоа ми се случи тоа со анксиозноста. И така некако сум имала многу стресови во животот. И тешко ми е што моите родители никогаш немале доволно средства, финанси, за да би можеле да ми удоволат некои работи, шетања, одмори, не знам што. Не ми е криво за мене самата, криво ми е за нив, затоа што знам колку они самите себе се обвинуваат за тоа. Се обвинуваат? Па, се обвинуваат, пример, затоа што не ми овозможиле да идам со другарки на одмор, не знам, некаде на страна. Или тоа е онака пример кој дадов сега. Сум била во ситуација кога другари и другарки излегувале онака со полн джеб пари, јас ми излегувала онака доволно. И пак ќе кажам, мене не ми е криво за самата себе си, криво ми е затоа што знам дека они се чувствуваат лошо поради тоа, мислејќи дека не ми овозможиле нешто. Меѓутоа, пак ќе кажам, таа семена атмосфера топла атмосфера која што владее во мојот дом е нешто што ништо не може да го замени, никакви пари на светот. И сум благодарна на Господ за тоа. Кој ќе излезеш од овде, ќе почнеш да се бавиш со поинтензивни свирки во Скопје?
Па ја, во принцип, работам низ цела Македонија, имам свирки насекаде. Така да се надевам дека ќе продолжам со свирките, бидејќи ми делуваат онака многу убаво. Многу сакам кога сум по свирки. Бидејќи тие 2 сати додека пеам сум она што сум и ми е преубаво. Така да едва го чекам моментот кога ќе продолжам со тоа. Добро. Јас ти ќе се видиме на час. Која песна одбра? Од Северина, мили мој. Добро. Веројатно и со посвета, а? Па, Да. Како беше? Сум ме забравила. Jer ti si bio moj princ, kad sam bila mala tebi lako volje, tebi sebe sam dala, da me čuvaš, da me maziš, da me paziš, da me ljubiš. Гледа колку работа ќе имаме, Александра Миховеј. Добро душ. Фала ти многу. Hvala ti na